Добар ден на сите, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Го слушавме денес премиерот Христијан Мицкоски како дојде на нашето тоа што го зборуваме повеќе недели и од оваа партиска говорница и насекаде по нашите канали за комуникација. Еве сега допрва ќе ги разгледувале дел од мерките кои што ги предлагавме во изминатиот период да се олесни состојбата економска, финансиска на граѓаните. Повторно, само дел од мерките, допрва ќе ги разгледувале на владина седница. Нема храброст премиерот да признае дека мерките се добри и требаше уште тогаш, кога ги предлагавме, да се имплементираат, поради тоа што тогаш тие мерки ќе даде вистински ефект. Односно, немаше да започне спиралата на покачување на сите цени како резултат на раст на горивата. Се постава прашањето зошто сега и кој до сега ја плати разликата во цените. Се знае, разликата во цените ја платија граѓаните. Милиони евра отидоа и кај компаниите кои што има профит изминатиот период. Како што укажувавме изминатите недели, што треба да се направи, еве гледаме сега дека делумно премиерот допрва ќе разгледувал, сега сакаме да укажеме и на неколку други работи што сметам дека се битни. Правевме анализа со нашиот тим на економисти. Аналитичкиот тим исто така извади неколку податоци. Сакам да ги споделам со граѓаните, со вас и со целокупната јавност. Имено, цените на двата главни типа на нафта, според кои се одредува цената во светот, Brent Crude и WTI, од 27 февруари до денес драстично се пораснати од 50,72, односно 63,67%. Понатаму, во истиот период, цената на дизелот кај нас порасна за 34,5% или од 71 на 95,5 денари. Предупредувавме, ќе повторам, од самиот почеток, дека растот на цените ќе повлече раст на се друго во државата. Од транспорт, бизнисот на компаниите, најмногу тоа што граѓаните веќе го чувствуваат, растот на основните прехранбени продукти. Тие беа и така високи, сега се дополнителни, се вивнаа нагоре. И со тоа, кај нас, храната. Пред кризата, белиот сецкан леб од 500 грама беше 34, сега 47,5 денари во некои маркети. Зејтинот од 77,5 на 110 денари. Јајцата од 220 на 290 денари, брашното од 40 на 52,5 денари, млекото со 3,2% масленост од 67,5 на 82,5 денари. Драстичен раст на цените на зеленчукот и овошјето. Доматите од 130 на 235 денари, домашни јаболка од 45 на 70 денари. Ова е доказ дека граѓаните се оставени сами да се справуваат, дека ниту премиерот, ниту било кој во владата има желба, а јас сум сигурен дека нема ни капацитет да им помогнат на граѓаните, да конструираат мерки, да ги имплементираат за да се ублажат овие ценовни шокови. Има зголемување, внимавајте, на минималната плата од 1667 денари. Ништо со ова не се постигнува. Скоро 68.000 денари е потрошувачката кошничка. Ако имаме предвид дека претходно порасна цената на струјата, понатаму на парното, со ова зголемување, ништо не се постигнува, граѓаните не може да го почувствуваат. Сега ни онаа минимална плата која што ние предлагавме, а која власта е одби, од 600 евра, нема да им помогне на граѓаните. Меѓутоа, дополнително, и тоа што е загрижувачко, меѓународни организации и меѓународни експерти укажуваат дека кризата ќе трае. Повторувам, кризата ќе трае, допрва доаѓаат лошите ефекти од кризата, експертите предупредуваат и утре да заврши војната, кризата нема да заврши. Притоа, Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации, ФАО, излезе со податоци за растот на цените на храната втор месец поред. И тоа во сите категории. Ако имаме предвид дека поради проблемот со транспорт
преку Ормудскиот теснец, загрозена е и транспортот, е загрозена ѓубривата вештачки за храна, тоа значи дека во следниот период, тоа е дополнителен фактор, а сега е период на сеидба, кој што ќе влијае на зголемување на цените на храната. Прито индексот на цените на житарките се зголемил за 1,5% во споредба со февруари, односно 110,4 поени, на растителни маса за 5,1%, најголем раст има кај шекерот, чии цени се зголемени за 7,2%. Пораст на индекс на цени ФАО регистрира и кај месо и кај млечни производи. Ама нашата влада седи и чека, Мицкоски се фали дека странски граѓани точеле гориво кај нас во ситуација кога комесарот за енергетика на Европската Унија, Ден Јургенсен, најавува продолжен енергетски шок и можен недостаток на количини на горива насекаде во Европа. Значи, не само високи цени, туку недостаток на цени, недостаток на количини на горива. Од тука апелирам на две работи. Апелирам владата да се свести, премиерот да почне да живее во реалноста, тука кај нас, да престане вака дилетантски да ја води владата, да баре малку се замисли, помисли како живеат граѓаните и да ги прифати нашите предлог мерки, пакет на мерки. Сега, иако е касно, колку толку ќе имаат некаков ефект, да ги прифатеше пред неколку недели, немаше да има вакви ценовни шокови за граѓаните, ниту пак други продукти и други сегменти ќе беа во ризик да поскапат цените, како што е тоа случај сега, освен ДДВ-ата за храна, за горива, акцизите за горива и преполовување на цените на патерините. И второ, владата сериозно да ги разгледа опциите за зголемување на државните резерви на нафта. Да не се соочиме во следните месеци, имајќи ги предвид укажувањата на светски експерти во оваа област со недостаток на горива. Гледаме дека во Европска Унија се препорачуваат мерки за намалено користење на возилата, за работа од дома, така да апелирам владата сериозно да си ја фати работата, освен тендерите партиски што си ги дела, зашто се видовме експерти, нека се посветат малку и на тоа што им е вистинска работа. Знам дека им е тешко, не им е едноставно, мисля дека треба да се грижат само за себе и тука се маестрални, но граѓаните имаат реални вистински потреби. Ви благодарам.